Ете, видовте каква е состојбата со засолништата во дел од градовите во Македонија. Веруваме дека сликата не е поинаква и во останатите градови, како што забележавте Скопје, Прилеп, Штип и Охрид имаат состојба со засолништата некаде во добра состојба, а некаде комплетна негрижа. За засолништата ќе зборуваме денес со нашиот денешен гостин, господинот Ивица Наумовски, раководител на оделение во Дирекцијата за заштита и спасување. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи на Македонската радио телевизија. Јас ви благодарам што се одзвавте на нашата покана, бидејќи неколку пати се обидував од јануари наваму, од кога излезе всушност извештајот на Државниот завод за ревизија, кој што кажа дека во државава имаме околу 100 јавни засолништа и дека негрижата за нив е очигледна, не за сите. Зошто е таква состојбата со јавните засолништа? Па вака најпрви, значи самиот, ајде да не кажам проблем, меѓутоа по формирањето на Дирекцијата за заштита и спасување, кој што претходно беше дел од Министерството за одбрана до 2004 година како дел од цивилната заштита, ги презедовме и обврските со засолништата. Меѓутоа во 2004 година самите засолништа се водеа како воена тајна и од тие причини за нив само се водеше регистарски број со кодни ознаки, бројки кои што знаевме точно кое засолниште во кој град или во градот Скопје се наоѓа. Значи едноставно преку бројки дознаевме за кое засолниште станува збор. Извинете, можеби токму поради тоа овие прилепскиве ги нема запишано во катастар? Ниедно засолниште скоро не се запишани во државниот катастар, бидејќи и самата дирекција нема имотен лист. Низ текот на годините пробавме неколку пати, значи да отпочнеме постапка за нивно впишување, меѓутоа од финансиски аспект тоа излегуваше многу големи финансиски средства кои што треба да се потрошат за да би се премерили од поново и да се впишат во државниот катастар за да би имали имотен лист ние како Дирекција за заштита и спасување. Тука не застана проблемот, настана проблемот каде што дел од тие засолништа биле субвенционирани од други институции во тогашната држава, кои што и они веќе имаат некакви документи или имот за тие засолништа, меѓутоа владата во 2004 година со делбениот биланс одлучено е да ни се доделат 98 јавни засолништа на цела територија на нашата република, со тоа што и одговорноста премина кај нас за овие засолништа. Дали дирекцијата има доволно средства и доволно луѓе за да ги држи сите овие засолништа во добра кондиција? Во моментов не. Значи со измена на законот за заштита и спасување, каде што претходно беше мандатарно да се градат засолништа, од економска исплатливост или неекономска исплатливост, значи имаше можност таму каде што не може да се изгради засолниште, инвеститорот да го плати засолништето. За ние како Дирекција за заштита и спасување подоцна на територијата на било која општина или локална самоуправа да изградиме засолниште каде што ќе биде блоковско за поголем број на граѓани. Меѓутоа, кога се смени законот и обврската за уплаќање на вакви финансиски средства престана, меѓутоа претходно идеше све преку програма 20, каде што дел од тие финансиски средства се влјава на сметка на Дирекцијата за заштита и спасување, кој бе исклучиво наменски за реновирање или за изградба на засолништа. Засолништата не само што треба да се изградени и да се одржуваат, треба да бидат и опремени. Колку чини едно засолниште да се одржува тековно и во добра кондиција? Па во моментов не би можел да кажам за тоа, затоа што вистински се распрашувавме и се обидовме, меѓутоа за жал фирмиве, компаниите кои што работеле на времето и ги изработувале некои типски уреди или материјали за самите засолништа, повеќе тие не постојат. Луѓето кои што работеле на таа проблематика, тие инженери, повеќе не се на работа или едноставно го напуштија овој свет, нели нормално со старосните граници. Така да сега многу тешко може да се дојде до вистинска слика колку пари би чистило едно одржавање теком на засолништето, бидејќи тие врати се типски кои што порано ги изработуваше металскиот завод Тито. Сега во моментов дирекцијава, она што сакаме да предложиме на владата е, значи во моментов прибираме информации
каде што ќе направиме информација до владата за да би точно би ги информирале дали воопшто во држава има некој кој што би можел да изработи таков тип на наменска индустрија. Или па ќе мора да се обратиме до пријателите, меѓутоа пријателите кои ќе се обратиме тоа веќе подложи јавни набавки. Дали може сето тоа да се набави регуларно преку закон или мора да се оди преку нашите партнери од НАТО, Алијансата или од европските партнери. Така да се ова комплетно во моментов се прави анализа, се опатна во дирекцијата за да би можеле да информираме владава, не сакаме да се доведеме и во ситуација да примерно се потребни толку финансиски средства, после да испадне да не можеме да ги потрошиме тие финансиски средства, па да се доведеме од дополнителен проблем. Она што е јасно е дека Дирекцијата за заштита и спасување е одговорна за јавните засолништа, за засолништата кои што до пред 20 на години беа воена тајна. Да нема забуна, граѓаните значи да не се збунат, засолништата кои што се во стамбените згради не се во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување. И тука е малку на комплицираниот дел. Во еден дел од законот стои дека таму каде што нема собственик, собственик е Дирекцијата за заштита и спасување. И сега тука настануваат оние проблеми што претходно ви ги спомнав, дека самите згради, претходните пример кои ги граделе нели нашиве компании Пелагонија и Линден и останатите, да не ги спомнувам сега, значи тие сите инвестирале во тие засолништа. Истото и ние и како цивилна заштита се инвестирало во тие засолништа, меѓутоа тоа се било во склоп на воена тајна и не многу се кажувало кој што, туку едноставно за што требало да служи, која му била намената него. Затоа што и самите засолништа имаат повеќе категорија, едните се јавни тунелски, другите се блоковски, кои што нели се малку од поголем кажем габарит на објекти кои што може да примат и повеќе население. Меѓутоа тука имаме потоа веќе со дополнителна заштита кои што најчесто се под куќните, значи под куќни весовети или под самите згради и потоа доаѓа дополнителна заштита која што е првата плоча зајакната. Меѓутоа секоја градба кога се предвидувала, значи имавме претходно степен на загрозеност на ниво на држава каде што се имаше прв, втори, трет степен. Со тогашната безбедностна, да кажем, поставеност само општина Центар или градот Скопје беше прва категорија, сите останати беа со втора и трета категорија и затоа на другиве делови од државата имаме помал број на засолништа од основна заштита, а повеќе имаме со дополнителна заштита. Калкулациите како што се одвивале, значи тогаш имале сериозни анализи направено за да се градат таков тип на засолништа, затоа што и тогашната војување, начин на војување било едно. Сега веќе имаме сосема друг начин на војување, каде што гранатирањето, авиобомбите или па нуклеарниот напад е зголемен за 45 пати. Така да разорнувањето во пред 40 години и сега не е веќе исто. Значи затоа и комплетно сакаме да направиме сериозна анализа за ова, да видиме на каков начин би требало да инвестираме и како би требало да ги одржаваме засолништата. Но, доколку сме во ситуација да ги одржуваме засолништата, без разлика што можеби не се прилагодени на сегашниот начин на војување, ние сепак мора да се грижиме барем за она што досега е создадено. Да, точно, дефинитивно треба да се грижиме, тога не можеме да ги запоставиме да кажеме да, овие веќе нема да ни бидат потребни, дај Боже никогаш да не ги употребиме тоа, да секогаш да биде мир, нели? Меѓутоа мора да се грижиме за нив дефинитивно и затоа и оваа анализа дирекцијава која што отпочна да ја направи за да би информирале владата и да направиме неколку годишен план како ова се комплетно би се надминало и веќе би се ставиле во функција да не би се случило вакви проблеми. Иначе во минатото сме имале случаи каде што имаше бездомни лица вселено внатре, па пробувавме да ги оцелиме, па тука се вклучуваше и Министерството за труд и социјална политика и полицијата, па одредени проблеми се јавува како да се оцелат, неколку пати биле пломбирани, ставани нови врати, меѓутоа тоа е тоа. Малку свеста и кај граѓаните е она према државниот имот некако не се грижиме, како да не е наше, а се е наше, искрено кажам. За жал, навистина, колективната свест за јавните објекти ни е на многу ниско ниво. Имам едно прашање до вас кога станува збор за скривниците, односно засолништата во стамбените згради, кои што се всушност и собственост на куќните совети. Оној кој што се снашол во времето на легализација, го легализирале како куќен совет засолништето, голем дел од нив се издаваат под наем, под закуп. Ме интересира, не дај Боже, да дојде во ситуација
некоја да треба тоа за солниште да се користи. Кој има право да го користи за солништето? Сопственикот, односно куќниот совет или човекот што има договор? Првично е наменето за самата зграда. Меѓутоа, од хуман аспект не може да, ако некој се најде нели на тротоар кој што се движи за накај работа или за накај дома, да не може да биде засолнет у тој период кој не дај Боже би имало авиобомбардирање или гранатирање на тој регион, да кажам. Значи, сите имаат право да користат тоа за солниште, меѓутоа првично е наменето за таа зграда каде што е наменета и нивна надлежност за да се грижат. Сите засолништа кои што на времето биле проектирани согласно правилникот за изградба на засолништа од 1984 кажува дека сите засолништа се и двонаменски, значи сите може да се изнаемуваат, значи без проблем, и тоа не смее да се наруши неговата основна функција. Значи не смее да се прави интервенција во самиот армиран бетон, туку може да се постават рафтови кои што ќе бидат физички одвоени од бетон, значи нема да бидат, да кажем, споени или фиксирани со самиот бетон за да не се наруши нели статиката на самото засолниште. Во рок од 48 часа тој што има закупено засолништето е должен да го испразни засолништето и да го врати во првобитната состојба, за да може граѓаните да го користат. И пак ќе кажам, не да Боже да треба да ги користиме, но добро е да ги имаме. И самиот споменавте и во прилогот слушнавме законска обврска за изградба на засолништа јавни, па и во стамбените објекти имаше до 2012 година. Веројатно се изменија од, значи, сватија луѓето дека можеби засолништата вакви какви што се до 12-та градени за понатаму и нема да имаат некоја голема функција. Најголем проблем настана со брзата урбанизација на градовиве. Со самото засолниште, доколку се работи за засолниште со основна заштита, и тука се доведовме во една непријатна ситуација, ние како дирекција за заштита и спасување, зашто ако се изгради засолниште со основна заштита или па со дополнителна, по правило 50 метри квадратни околу тоа засолниште никој нема право да гради. И сега се доведовме во ситуација да почнавме да ги евидентираме засолништава кои што почна да се градат, и се доведовме во ситуација да кога ќе треба да некој соседов, например, првиот комшија да гради зграда тука, или испана да не може да добие и дозвола, затоа што фактички правилникот укажува дека не смее да се интервенира ништо околу засолништето, затоа што тоа е типски направено за засолна на граѓани. Него оној во Прилеп си дигнал зграда. Да. На засолништето. Значи, тие се некои работи кои што искрено доста чудно тоа за Прилеп, меѓутоа во самите детални урбанистички планови ние како дирекција кажуваме кои се нашите инсталации кои што ги имаме под земја, ги уцртуваме резервните излези и нормално кажуваме доколку треба се прави интервенција, тоа е на терет на инвеститорот за да да се интервенира, да се помогне, да се изгради нешто, меѓутоа да не се наруши, како да кажем, функционалноста на тоа засолниште. И за крај на разговоров, во некој од прилозите слушнавме дека спомена граѓаните, дека на времето се сеќаваат на сите оние вежби што ги имавме, се сеќавам и јас на акциите СВОС и така натаму. И дури и денес кога дебатиравме со колегиве на работа, дојавме до заклучок дека ај што не одат деца во војска, не одат машкиве деца, туку барем комплетно населението да се подготвува во такви некои активности и акции. Дали тоа би подлежало под дирекцијата за заштита и спасување, едукација на населението, како да се однесува за време на земјотрес, пожар, поплава? Од постарите колеги што го научив у дирекцијата, доста научив за оваа проблематика од нив искрено. Некои пароли, сите во одбрана и заштита и останатите кои што беа во името на тогашната држава, можеби не требаше се наеднаш да isfрлиме. Имаше и мислим и се уште има добри моменти кои што може да се искористат, пример предметот одбрана и заштита кој што беше во средните училишта. Делот одбрана можеше пример да се isfрли, меѓутоа делот заштита да си постои, значи ученициве, граѓаниве да се едуцираат. Сирените за тревожење, како треба да постапи граѓанинот кој ќе се уклучи сирената. Значи тие делови во нашиот закон се уште делот постои за самозаштита. Меѓутоа кога ќе поразговараме некако со луѓето дека треба нешто да се смени, наидуваме на селиво, остави тоа е нешто тамо некој друг систем. Не е друг систем, значи природната непогода и пред 50 години била природна непогода, и сега е природна непогода.
Така тешко ги убедуваме, самиот транзитен процес додека траеше, многу од луѓево се едноставно немаат грижа на совест према делот кој што значи самозаштита, да се помогне на населението. Многу пати разговаравме кога се случи земјотресот во Јапонија и нели цунамито, таму 95% на спасувањето беше на самозаштита на граѓаните еден со друг. Само 5% од спасувачкиве тимови спасуваа таму. Да, ама тие имаат едукација од мали нозе. Да, точно. И сега зошто и кај нас тоа во Македонија да не биде? Го имаме. Значи го имаме по закон, само треба да поработиме малку повеќе со граѓаните, за да би сфатиле што точно ние работиме како дирекција за заштита и спасување. Господине Наумовски, драго ми е што денес одвоивте време, дојдовте во нашава емисија да им кажеме на гледачите за делот она што, барем кога станува збор за солништата, го работи дирекцијата за заштита и спасување. Имате ви уште многу области во кои што се ваш интерес на работа. Се надевам дека ќе се видиме и во некоја следна прилика и искрено посакувам вашиот одговор на извештајот на Државниот завод на ревизија, она што сега го подготвувате, всушност да биде дека објектите може да се користат, но не дај Боже да треба да ги користиме. Ви благодарам на поканата.